Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Леонтий и преподобниот Леонтий Прозорлив. Светиот маченик Леонтий бил римски војвода во финикискиот град Триполис во времето на царот Веспазијан. Родум од Грција, со голем раст, снажен, јак и храбар во битките. Царскиот намесник Адријан испратил еден одред војска да го фатат Леонтий, затоа што Адријан бил жесток противник и гонител на христијаните. Старешината на тој одред и пати попат се разболел од треска поради што одредот морал да го успори своето движење. Една ноќ ангел Божји му се јавил на Ипатија и му рекол: ако сакаш да бидеш здрав, извикај 3 пати кон небесата со сите твои војници. Боже Леонтиев, помогни ми. Своето видение Ипатија им го соопштил на своите другари и сите едногласно извикале како што советувал ангелот и Ипатија одеднаш оздравел. Ова чудо ги восхитило сите, а особено некој си Теодул. Тогаш Ипатија и Теодул тргнале напред пред останатите војници да го најдат војводата Леонтий. Леонтий убаво ги примил и ги нагостил. А кога им ја изложил својата вера кон Христа, нивните срца се разгореле со љубов кон Христа и во тој час светол облак се спуштил на Ипатија и Теодул и од облакот паднала роса на нив. Дух Божји ги крстил овие обратени души, а светиот Леонтий во тој час ги изговорил зборовите: во името на Пресветата Тројца, Отецот и Синот и Светиот Дух. Опакиот Адријан, дознавајќи дека Ипатија и Теодул станале христијани, наредил без никаков обзир да ги тепаат, а потоа со секира главите да им ги одсечат. Така завршиле овие две духовни чеда на Леонтий. Тогаш Адријан наложил други измачувања на Леонтий, но Леонтий останал непоколеблив во својата света вера. Целото тело со рани му го покриле, но тој усрдно се молел на Бога да не го остави. Насред најтешките маки му се јавил ангел Господов и го охрабрил и го утешил. Најпосле го легнале маченикот на земја и го тепале се дотогаш додека не го предал својот дух на Бога. Страдањето на светиот Леонтий со своји очи го гледал некој си Кир Нотарий, кој сето тоа и го запишал на оловни плочи и плочите ги положил во гробот на маченикот. Свети Леонтий чесно пострадал во 73-та година по Христа. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Сине Божи,
изволиви спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрославјаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси Преподобниот Леонтий Прозорлив. По потекло е Гркот Пелопонес. Се подвизувал во манастирот Дионисијат 60 години и се представил во 1605 година со 85 години од раѓањето. За овој светител се зборува дека само еднаш влегол во манастирот и само еднаш излегол оттаму за полни 60 години. Имено влегол тогаш кога првпат стапил во манастирот Дионисијат, а излегол тогаш кога мртов го изнеле да го погребат. Имал чуден дар на видовитост и пророкување, а по смртта од неговите мошти потекло миро. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.